Интерпелациите се обично политиканство на ДУИ и обид колку толку да останат актуелни пред своите гласачи, чиј број драстично паѓа од како заминаа во опозиција, потек од кој се дистанцираат дури СДСМ, нивните верни партнери со кои 7 години ја делеа власта. Според познавачите и повеќе од очекувано е социјалдемократите во јавноста да држат дистанца од Али Ахмети во обид некако да го кренат својот рейтинг кој е во слободен пат. Политичкиот аналитичар Александар Ристевски вели дека дополнителен проблем за двете партии е што немаат доволно простор за парламентарен маневар, бидејќи бројот на пратеници може дополнително да им падне и на Европскиот фронт и на коалицијата предводена од СДСМ. Такви случаи веќе има и на двете страни. Социјалдемократите ги напушти Моника Зајкова од ЛДП, а Европскиот фронт остана без Мендух Тачи од ДПА. Двајцата во собранието настапуваат како независни. Треба за почеток место да размислуваат како некаква коалициска форма или како некаков реален нивен партнер, дека треба да размислуваат како автохтона и државотворна партија, што во задниве 7-8 години апсолутно го изгубија и дното СДСМ како такви го доживеа токму поради хировите глупостите на ДУИ. Значи сите ако ги тргнеме настрана што не се ДУИ и не се СДСМ, се 95 пратеници. Нивниот простор за маневрирање е само да прават обструкции. Според познавачите, барањето одговорност од функционерите е целосно неосновано и јасно е дека ќе мине без успех. Ристевски е на ставот дека ДУИ со ова се обидува колку толку да задржи дел од своите гласачи, бидејќи се појасно е дека им следува дебакл на локалните избори во октомври. На глумење на жртва, оној па не можам веќе да го наречам пасивен национализам и шовинизам, него веќе отворен. Малце се губи, земајќи во предвид дека само пред 2-3 години глумеа партија еколошка и зелена партија, така да мислам дека ова е еден само нивен своевиден обид да останат актуелни, да останат во жижата на случувањата и борење за внимание на јавноста пред локалните избори кои ни следуваат за 9 месеци. Во петок собранието ќе започне расправата за интерпелациите поднесени од ДУИ за вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити, вице-премиерот и министер за односи меѓу заедниците Иван Стоилковиќ, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, неговиот заменик Астрид Исени и председателката на Собраниската комисија за социјална политика, демографија и млади Илире Даути. Собранискиот спикер Африм Гаши претходно кажа дека секоја интерпелација ќе се дискутира во текот на целиот ден во зависност од пријавените пратеници за збор, но сепак на крајот на денот ќе мора да се гласа.